Животот стана луксус, а инфлацијата го јаде и она малку што остана. Во услови кога цените на основните прехранбени производи секојдневно растат, народот тоне во сиромаштија. И покрај најавите од страна на владата за воведување на антикризни мерки по велигденските празници, сепак на терен се уште нема ништо. Граѓаните велат и повеќе од потребни се и очекуваат дополнителни мерки за ублажување на ценовниот шок. Треба ли на некој начин државата да припомогне со, например, замрзнување на цените или никакви дополнителни? Треба, затоа се избрани да тражат начини, нарешто во кризи, да најдат начини да помогнат на, особено посла во што стоат финансиски. Одма да се каже дека без екстра приход, значи, освен платата, тешко се живее во Македонија. Само се фалат, ќе има на крајот ништо. Нешто да помогне владата за да можеме да... Па многу треба да помогне. Многу нешто, многу. Да се каче пензијата. Мицко се вика ќе намалам, ќе намалам многу продавниците, ќе замрзнам. Што замрзна? Ништо. Што ќе помогне кад и државата е отидена? Што да правиме? Од владата пак се категорични дека ја следат состојбата, особено на економско поле, и велат дека иако има благо покачување на инфлацијата, сепак нема да носат брзи мерки кои би го дале спротивниот ефект од она што го посакуваат, а тоа е стабилизација на состојбата. Во овој момент размислуваме и пазарниот инспекторат е на терен, континуирано ги разгледува состојбите во однос на покачувањето и како влада, да, доколку навистина продолжи текот на инфлацијата, ќе одиме со мерки кои што ќе значат од еден аспект таргетирани, онаму каде што навистина мораме да помогнеме, но и од мерки кои што навистина ќе ни донесат една стабилност во буџетот. Инаку, ако се погледне периодот од април 2022 до април годинава, кумулативната инфлација достигнала алармантни 36%, додека храна и безалкохолни пијалоци поскапеле за 45,4%. Тоа значи дека за истите производи што граѓаните ги купувале пред само 4 години, денес плаќаат речиси за половина повеќе. Од друга страна, платите и пензиите воопшто не го следат тој раст. До кога инфлацијата ќе продолжи да го гуши народот е прашање кое засега нема одговор.